Sentono una loro. Ma per adesso c'è capito. Ho fatto site ma se si vede uguale di sopra.
имаш некои позаето тексти. Днес голем ден, светло ден, кој се значува едно одреден во Така, навистина овој е голем ден и овој ден ќе го запише историјата и на македонскиот народ и на македонската православна црква, бидејќи кој знае по колку години еве се осветува храм во градот Делчево, храм посветен на светиот преподобен Наум, Охридскиот чудотворец, како што знаеме тој беше ученик на светите Кирил и Методи и на словенските учители и просветители наши. Имаше потреба да се изгради уште еден храм, затоа што знаеме од минатото дека во 1963 година кај училиштата на Раскрсницата беше струшен храмот од луѓе богоборци, токму посветен на свети Кирил и Методи. Подоцна, гледајќи како зло направија и на македонската црква и на македонскиот народ, а и самите против себе, народот тука подигна храм и овој храм е во изградба, исто така посветен на свети Кирил и Методи. Но ова кое што денеска го осветивме беше предвидено да биде крстилница. Ние го посветуваме да биде како мала црква, Параклис, посветен на Свети Наум, каде што ќе се богослужи и каде што од тука ќе не потекнува сите да се доизгради овој храм велелепен и голем, посветен на Свети Кирил и Методи и дај Боже поскоро и него да го освети. Значи во овој храм, колку што слушнав во свештениците, има повеќе донатори, повеќе дарители, видовте самите на светата литургија, на сите тие такви донатори, градители, дарители, им се подари по една благодарница за спомен и благодарност кон нивното дело што го покажа кон мајката црква, кон татковината Македонија, но исто така и кон градот Делчево и кон овој храм. Да, Свети Кирил и Методи би рекла црквата е најголем соборен храм во Македонија. Ајде вака еден апел во ваш стил да испратиме до верниците да се изгради овој храм бидејќи од големо значење за регионов. Најнапред ги замолувам сите наши боголюбиви луѓе, како што нашите предци граделе во минатото, кога биле во робство, кога немале механизација, но имале силна вера и силна надеж. Граделе многу огромни храмови. Еве сега денес како имаме национална и духовна слобода, кога имаме механизација, кога имаме можност и како што реков, ако сите ние изградивме по еден храм за живење за нас и за нашите деца, сите заедно можеме да изградиме еден храм, еден дом Божи, кој што ќе биде одолжување на сите наши претходници кои што ги положија своите животи за верата и татковината, но исто така и задолжување на генерациите по нас како да ја чуват татковината и светата вера. Овој храм може брзо да се изгради, односно да се доизгради, да се освети, се разбира доколку се вложиме сите и доколку сакаме. А дај Боже, тоа ќе се случи, се надевам поскоро. Еве, препорачувам, за 5 години ќе славиме, односно за 4 јубилеј, 50 години од автокефалност на Македонската православна црква, односно возобновување на древната Охридска архиепископија во лицето на МПЦ, па дај Боже по тој 50 годишен јубилеј да го светиме овој храм и со тоа да го забележи нашата историја, дека сме древен народ, апостолски народ, дека сме чеда на нашите претходници кои што граделе, еве ние ќе градиме. Честит празникот и за Нова година.